Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në emisionin Pasqyra e Shëndetit. Do të flasim sot për hernien diskale, një nga problemet më të shpeshta që kanë të gjithë njerëzit me kalimin e moshës. Arsyeja kryesore përse ju mund të diagnostikoni me hernien diskale është dhimbja. Shpesh pacientët paraqiten tek mjeku për shkak të dhimbjes në kurriz. Çfarë është hernia diskale? Cilët janë simptomat më të shpeshta? Si shkon deri tek diagnostikimi i hernies diskale? Dhe më së shumti të flasim për trajtimin e këtij problemi shëndetësor. Si trajtohet ky problem shëndetësor në klinikën Acibadem Sistina? Me ne në studio për të diskutuar mbi këtë problem shëndetësor kemi të ftuar doktor na medicinski nauki Milenko Kosto, specijalist nevrohirurg od Kliničkата bolnica Acibadem Sistina. Добре дојдовте. Ви благодарам на поканата. Добро ве најдов. Доктор Костов, благодарам што прифатив поканата да разговараме на една толку важна тема и верувам дека нема човек кој не чувствува болка во грбот. Ајде тогаш на почеток да им објасниме зошто се појавува оваа болка во грбот. Болката во грбот е една од, така да кажам, придобивките на современото живење. Значи нема навистина, не речи се да не постои човек кој барем еднаш во животот не почувствувал болка во долниот дел на грбот. Болката на грбот може да биде предизвикана од повеќе фактори. Можно е тоа да биде дегенеративен процес, можно е тоа да биде некаква повреда, можно е тоа да биде само некакво стегнување на мускулите, тетивите, а некогаш пак, не дај Боже, може да биде и некој скриен тумор. Така да, затоа секоја болка во грбот треба внимателно да се разгледа, пациентот сериозно да се прегледа и да се донесе заклучок дали ќе се прави некаква дополнителна диагностика или не. Ако правиме диагностика, тогаш потоа одлучуваме дали има простор за оперативен третман, меѓутоа да знаат и гледачите, само 5% од долногрбната болка на крајот стасува до некаква фаза за операција. Така да најголем број од тоа се оние ишиалги, ломбага, кои што ги третираме со физикална терапија и препорачуваме на пациентите да спортуваат, се движат, шетаат и така натаму. Така да некогаш знае да биде навистина сериозен симптом, меѓутоа најчесто се работи само за една болка која што може да се третира и конзервативно. Најчесто пациентите кога се разговараат за болка во грбот, ќе кажуваат лумбоишијалги. Се работи за нешто, нема што да се направи за ова, ќе помине, ќе земам лекарства и толку било. Дали треба да ја занемаруваат болката во грбот? Или кога треба да посетат лекар? Болката во грбот, не треба се на секоја болка во грбот да се реагира. Сите знаеме дека после долготрајно седење на работното место особено, чувствуваме потешкоти при исправањето, болка во грбот. Меѓутоа треба да бидеме и реални кон себе, да знаеме дали сме преземале сте претходно што сме можеле. Дали доволно се движиме, дали доволно спортуваме, дали правилно се храниме. Меѓутоа доколку болката во грбот е упорна и оневозможувачка во секојдневието, сепак треба да се посети лекар, најпрви матичниот лекар, кој што најчесто ќе ви препорача таблетарна терапија и мирување. Дури ако таа не помогне, тогаш одиме на наредна фаза па се консултира и лекар специјалист кој што одлучува дали треба да се прави дополнителна радиолошка диагностика. Најголем дел од болките во грбот ги третираме со конзервативно, односно со таблетарна терапија. Меѓутоа е битно многу да се знае дека оние аналгетици кои така се препишуваат, не треба да ги пиеме само кога не боли, него напротив кога ќе почувствуваме болка и ќе земеме аналгетик, истиот треба да го земаме неколку дена. 3 пати по еднаш, 2 пати по еднаш, наредни 5-7 дена, како ќе ни препорача лекарот, нешто налик на антибиотиците како што се земаат. Тоа е со цел не само да се смири болката, туку да се смири и воспалението во клетките кои што болката го предизвикува. Тоа е целта на таа аналгетска терапија. Значи тие аналгетици кои ги земаме само кога имаме болка и нив не треба само тогаш да ги земаме, туку треба да има некој временски период на употреба за да видиме резултати? Па да, тие ќе ни помогнат во првиот момент, меѓутоа знаете, сите сме такви, ќе помогне и после тоа забораваш да земеш. Но не треба да биде така, треба да се земаат неколку дена, за да пак повтарам поентата на болката, не да се смири само болката, туку воспалението кој истата го предизвикува, за да не се повтори таа во краток временски период. Има различни видови на болка кои ги опишуваат, верувам, и пациентите кои се јавуваат на консултации кај вас. Кои се тие најчести видови или најчести симптоми за кои се жалат најмногу пациентите? Па најчесто е она типична, они што би рекле пациентите народски што се вика лумбоишијалгична болка. Значи тоа е болка во половината која што се протека долж едната нога. Меѓутоа сум сфатил со текот на времето дека најголем процент од луѓето не сетат правилно. Така да најголем дел со корективни вежби, со физикална терапија, пливање, возење велосипед, спортување, состојбата се подобрува. Некогаш болката знае да биде интензивна,
па е потребно да се направи и магнетна резонанца, особено кога болката се шири долж ногата, ги зафаќа прстите на едното стопало, или додека не може пациентот да го движи нагоре или надолу своето стопало, или доколку има потешкоти со контрола на сфинктерната функција, односно со дењето по голема или мала нужда. Тогаш петаме дека болката и оваа состојба е дури итна и веднаш има потреба од неврохируршки преглед, најчесто и од магнетна резонанца, и тоа е тој мал процент за кој што зборуваме од пациентите кои што доаѓаат, стигнуваат до оперативен третман. Меѓутоа, мора да знаат, оперативниот третман не е всушност лекувањето. Оперативниот третман е почеток на лекувањето, кој што потоа отвара врата за физијаторот, физиотерапевтот и целиот систем за физикална терапија и медицинска рехабилитација за комплетно подобрување на состојбата и максимално добивање на она што сакаат да го добијат. Со тоа што како старееме, нашата кичма дегенерира и мора да бидеме свесни дека не може да бидеме ни со каква операција, ни со каква физикална терапија, ни со какви вежби, времето не може да го вратиме назад. Тоа исто така битно да се знае. На кој начин тогаш се оштетуваат дисковите во грбот? Знаеме се дека со текот на годините доаѓаат и дегенеративни промени, но како ние можеме да го запреме времето, дали можеме да го запреме времето за да не дојде до овие дегенеративни проблеми, но и ако дојде до овие дегенеративни промени, зошто доаѓа до нив? Па како и сите органи, така и рбетникот има свој век на траење. Времето да го запреме не можеме да го забавиме за рбетот. Тоа значи дека треба да активно преземаме нешто околу него, треба да бидеме спортски активни, треба да внимаваме што јадеме, колку јадеме, треба да внимаваме како седиме и треба да ги прилагодиме нашето секојдневие во сооднос на нашите можности и секако на нашата генетика. Понекогаш, тоа не го правиме, па овие дискови знаат да се оштетат во смисол на тоа дел од дискот да се откине, да излезе во каналот кај што се нервите, тоа се го викаме дискална екструзија. Некогаш дел од дискот знае да се надуе, тоа е како хернија, затоа таму и називот дискус хернија. Некогаш самите пршлени при некоја стопраќајна неизгода или при поголем напор знае да изменат својата положба, да се излизгаат, тоа се нарекува листеза. Така да има многу ентитети кои што би објасниле болката, да не навлагаме или во секој еден од нив, така да со детален клинички преглед, невролошко испитување и понекогаш и со магнетна резонанца може да воспоставиме правилна дијагноза. Имајќи ја дијагнозата, потоа може да најдеме соодветен протокол и начин како да на тој болен му помогнеме да што побрзо го обезболиме и да што полесно се врати кон своето секојдневие, што е целта всушност на лекувањето. Кога сме кај дијагностиката, колку е важно на време на дијагностика и на време да се јави пациентот на лекар за дискус хернија, за да се дојде до соодветен третман? Многу е важно да биде навремено, меѓутоа многу е важно и да не биде предијагностицирање. Значи, што значи тоа предијагностицирање? Тоа значи дека не секоја болка и не секој пациент кој што ќе ви дојде и ќе кажеме боли грбот, кичмата или како половината, како веќе ќе рече, треба да оди веднаш итно на магнетна резонанца. Тука е тој добар клинички невролошки преглед кој што не ги филтрира пациентите и ги двои оние кои што имаат мака и кои што навистина заслужуваат понатамошна дијагностика, визави оние кои што се мнозинство и кои што со она што го зборувавме со конзервативна терапија, со лекарства и физикална терапија потоа ќе бидат подобри. Но важно е да нагласиме дека физикалната терапија сметаме дека не треба да се прави кога пациентот, односно болниот чувствува силна болка. Зошто не се прави физиотерапија тогаш кога има болка пациент? Затоа што тогаш мускулите се во спазам, млечната киселина е на високо ниво, тие така наречени инхибитори COX-2 на воспалението се исто високо, така да треба да се смири болката, сето оваа состојба да се смири за да физикалната има ефект. Воспротивно, може да дојде дури до влошување на состојбата понекогаш, ќе чуеме, викаме, болеше, мефно физикална, сега ми е полошо. Така да треба да внимаваме, тоа е многу важен постулат да правиме физикална терапија од кога болката е комплетно смирена. Зашто се жалат најмногу пациентите кога доаѓаат во аџибадем систина? Кои се симптомите кои тие ќе ја препознаваат дека се работи за дискус хернија? Вообичаено во аџибадем систина доаѓаат пациенти кои веќе посетиле некој колега претходно, така да доаѓаат во принцип добар дел од нив веќе прегледани и добар дел од нив веќе дијагностицирани. Така да најчесто добиваме филтрирани пациенти кои што се со нека онколошка промена, онколошка состојба, кои што се со дискус хернија, кои што се со нека спондилолистеза или друга состојба која што, пошто сум јас неврохирург, кај мене доаѓаат веќе подготвени дека треба да се направи оперативно лекување. Меѓутоа пак повторам,
можеби додевно звучи, многу е важно да се знае дека операцијата не е почетокот и крајот на лечењето. Напротив, операцијата е само почеток, физијатрот е крај на првата фаза, а потоа се останува на самиот пациент колку тој ќе биде одговорен кон себе, такви ќе бидат резултатите. Значи, многу е важно пациентот да биде одговорен кон себе за да има резултати и операцијата, и третманот, и се тоа. За жал или за среќа е така. Ние сме тука да помогнеме, меѓутоа знаеме дека кај дегенеративни болести особено, еве на кичмата, пациентот е тој што на крајот одлучува за себе. Зошто стигнал до таму? Меѓутоа тоа може да биде некоја незгода, може да биде сплетна околности, меѓутоа кога веќе тоа проблем ќе го решиме, тој треба да е одговорен, да го ја одржи состојбата максимално што може на онаа која што е да добил постоперативно. Доктор Костов, ќе одиме со кратка пауза и потоа се враќаме во студио да разговараме за третманот на дискусенија. Ќе путиме прв пак част е публицитет, реклами, пас пак портофолио си трајтоот хернија дискале на Аџи Бадем Систина. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe jemi duke folur për herniën diskale. Në këtë pjesë të dytë do të flasim pak më shumë se si trajtohet hernia diskale në Aĝi Badem Sistina, cilët janë ato promo paketet që ofron Aĝi Badem Sistina për të gjithë ju që ndoshta keni nevojë për një konsult shtesë për të zgjidhur këtë problem, dhe pse jo, ndoshta shumë nga ju kanë nevojë edhe për një trajtim kirurgjikal. Me ne në studio për të diskutuar mbi këtë temë kemi të ftuar doktor na medicinske nauke Milenko Kostov, specialist neurohirurg od Aĝi Badem Sistina. Доктор Костов, во првиот дел на емисијата спомнавте дека можеби исхраната, модерниот начин на живот и те како влијаат за да се појави болка во горбот и дискус хернија. Често пати гледаме дека и помладата популација страда од дискус хернија. Дали модерниот живот е причина за тоа? За жал, границата на која што се појавува дискус хернија која што има потреба за оперативно лекување, борам границата во години, се почесто е доста ниска. Понекогаш дури малолетни лица, деца да речеме, патат од истиот проблем. Да, модерниот живот кој што подразбира доста мобилен телефон, доста храна која што ја внесуваме, брза храна, брзи калории, потоа намалено време кое што се поминува на спортски активности, односно физичка активност, доведуваат до побрза дегенерација на ребетот. Земено во предвид каква генетика е, например, некој пациент, возможно да дојде многу лесно до пукање, односно одделување на делот тој диск и да кој што може да излезе во спиналниот канал, односно во каналот кај што се наоѓаат нервите и да притисне одреден нерв кој што контролира ногата, дали лева или десна, и тоа да се однесува многу компресивно, да врши доста голем притисок и да имаме потреба оперативно да го извадиме. Значи, операцијата на дискус хернија исто така, пошто сме слушнале многу пати како луѓе се плашат бидејќи мислат дека на кичмата не знам што ќе се прави. Всушност, ние не оперираме кичмата, туку само она парче дискус кој што е излезено, кој што прави механички проблем, механички го отстрануваме. За да тој нерв потоа биде добро да реагира на понатамошна физикална терапија и се надеваме на понатамошниот дисциплиниран живот на пациентот кој што ќе има операцијата. Како да го третирате тогаш проблемот со дискус хернија во Аџи Бадем Систина? Во Аџи Бадем Систина имаме мултидисциплинарен пристап кој што ни овозможува многу добра брзина и висока ефикасност. Кај нас пациент кој што ќе дојде со проблеми со дискус хернија, доколку процениме дека треба, доколку таа итна состојба има проблем со сфинктерите, има проблем со движењето на стопалото или има несносни болки, сме во можност да го диагностицираме и оперираме истиот ден. Значи, тука имаме наша радиолошка служба, која што е навистина најсовремено опремена. Имаме колеги невролози, тука неврохируршкиот тим, операционите сали, интензивната нега, која што не треба за дискус хернија, меѓутоа се е тоа на едно место. Операцијата се состои, не се само неврохирурзи кои што оперираат. Во операцијата учествува и невролог, кој што поставува невромониторинг, односно тоа е некој начин континуирано ЕМГ. Тоа го има само кај нас. И со тоа го следиме цело време следиме работата на нервот кој што го ослободуваме. И во било кој момент знаеме точно колку тој е притиснат и каде ние се наоѓаме. Операцијата секогаш се изведува под најсовремен во моментов микроскоп и секогаш е под контрола на рентгенграфија. Така да постојат сериозно доста компоненти кои што гарантираат брза и безбедна хирургија. Најчесто пациентот се го вертикализираме истиот постоперативен ден, доколку подоцна навечер опериран другиот, меѓутоа во рек од 12 часа те веќе на нозе и сте раздвижени, за да денот после тоа ги пуштаме и на домашно лекување. Доаѓаат на контрола, тогаш ги вадиме конците
и во исто време закажуваме преглед и третман од страна на физиотерапевт и физијатар. И сето тоа го подкрепуваме со една патохистолошка анализа која што парчето на диск го испраќаме кај нашите колеги од патологија, за да добиеме потврда дека не дај Боже не се крие нешто друго позади таа дискус хернија. Тоа е еден заокружен процес кој што го викаме пакет за дискус хернија и кој што кај нас се изведува неколку пати во текот на една недела. Спомнавте дека е потреба од мултидисциплинарен тим и цело време пациентот да биде под мониторинг пред операција, во текот на оперативниот зафат и после операција. Зошто е потребно еден ваков мултидисциплинарен тим да има еден ваков вид на операција, интервенција за дискус хернија која се работи? Прво, затоа што тоа ја гарантира висок процент на безбедност на пациентот. Второ, затоа што тоа го прави тимот внатре, анестезиологот, неврохирурзите, неврологот, сите сестри и болничарите кои што се дел од тимот, ги прави навистина покомотни. И трето, затоа што докажано и најважно дека резултатите кои што ги користите овие современи методи се всушност значително подобри на крај отколку кога работите на своја рака и со своја око, да речем. Спомнавте, го нарековте на некој начин пакет за оваа интервенција кој постои само во Аџибадем Систина. Зошто сте го нарекле како пакет и што вклучува овој пакет за пациентот? Името пакет дојде спонтано, бидејќи тоа вклучува преглед од неврохирург, потоа диагностицирање, да се каже дали пациентот да или не е за операција, подразбира хоспитализација, неколку дневно 3 дена пациентот ни е гостин на некој начин, спроведување на интервенцијата во која што користиме, како што реков, невромониторинг, микроскопски ја правиме и континуирано е под контрола на рентген, точно да знаеме во кој момент, во кој место се наоѓаме. Потоа пациентот лежи ден или два кај нас, го пуштаме дома и му следува во тој пакет, како што го нарековме, физикална терапија. Пакет се вика затоа што тој е еден заокружен процес, како што го преземаме болниот и на крајот на приказната излегува значително подобар, малтене здрав. 2-3 недели после таа физикална терапија е веќе способен да се врати на своите секојдневни работни активности што god да се. Значи 2-3 недели е потребно после интервенцијата пациентот да биде трпелив, да врши физиотерапија и потоа да се врати нормално на секојдневните активности. Со нагласување дека треба да се избегнат сите оние работи кои довеле до оваа ситуација. Пак тоа зборуваме многу често со пациентите и апелираме до нив дека дисциплината сепак е нивна одлука. Така да ние сме тука да им помогнеме, да ги поддржиме, да им објасниме како, меѓутоа со нивна добра волја резултатите се неизбежни. Успехот секогаш доаѓа на крај. Доктор Костов, рековте дека операцијата е почетокот на третманот кога се работи особено за дискус хернија. Зошто е почеток на третманот? Пошто претежно сме слушнале дека операцијата е крајот на еден здравствен проблем за да се реши. Да, токму заради тоа, пошто знам како се мислат луѓето, токму заради тоа сакам да знаат дека е почеток. Зошто? Бидејќи тој нерв кој што е оштетен и притиснат од таа дискус хернија, ние во нашата интервенција која што трае околу саат време го ослободуваме. Меѓутоа не можеме да го излекуваме. Потоа ни треба физикална терапија со работка од нашите колеги од премиум центарот, да добро се направи таа физикална терапија, ни треба пациентот да не ги слуша советите, за да тој процес, рековме 2, 3, 4 недели после оперативното лекување, се заокружи да се добијат максимални резултати. Значи после операција нервот е слободен и пациентот чувствува најголемо подобрување. Но за да тоа подобрување остане на тоа ниво, потребно да се направат и овие неколку чекори. Доктор Костов, претежно пациентите сакаат да ја пролонгираат операцијата и вие пред малку спомнавте дека се плашат од овие хируршки зафати. Кога е итно да се изведе една ваква интервенција, а кога вие советувате пациентот дека можеби треба да почека малку? Во принцип, секој кој што се плаши од интервенција, сметаме дека правилно расудува. Никој не сака да оди да се оперира. Така да тука не им се лутиме, затоа што втора е дека околу 90 до 95% од сите овие лумбоишиалгични болки завршуваат на некаква конзервативна терапија. Но континуирана болка која што 6 до 8 недели и го невозможува секојдневното функционирање. Отежната контрола на свинтерите, отежната контрола на подигање и спуштање на стопалото се индикатори дека треба итно да се направи оперативно лекување. Со болката имаме најмногу простор да почекаме, бидејќи таа е немирлива категорија и секој од нас поинаку ја доживува. За неколку голема болка која што е неиздржлива, за друг е нормална и толерабилна. Така да кога болката ќе го преде прагот на издржливост, веќе советуваме дека треба да се направи интервенција во договор како со пациентот и неговото семејство.
Пред да дојде до операција, тоа конзервативно лекување што претежно и го бират пациентите. Дали треба да има трпение за да се видат резултатите од истото? Треба да има трпение и тоа многу. Некогаш се луѓето нетрпеливи. Болката ги прави, ај во принцип сите луѓе сме нетрпеливи за кога се работи за себе. Меѓутоа мораме да знаеме дека тие лекови против болка, тоа избегнување на седење, тоа мирување кое што се препорачува, им треба време. Не е магично стапче, треба време за да се постигне максималниот ефект. Дури после спроведениот конзервативен третман, смирување на болката, физикалната терапија, кога ќе сватиме дека немаме друга опција, тогаш доаѓаме во фаза кога разговараме за оперативен третман и за тип на оперативно лекување. Во Аџибадем системава знаеме дека постои стручен тим, меѓутоа важна е многу и технологијата која се употребува за вакви интервенции. Со која технологија располага Аџибадем система? Вака сега, значи да, технологијата навистина го леснува. Го леснува работењето и го прави дури и позабавно. Така да располагаме со во моментот најсовремен микроскоп, Кинево, Zeiss Кинево 900. Потоа располагаме со 3D CR, тоа е еден рентген кој што може да прави реконструкција околу целата ваша кичма. Располагаме со современ невромониторинг. За некои процедури во орбетникот користиме дури невронавигација кога има, тоа во друга прилика, е скоро една друга тема. Така да сите што се state of the art, како излегуваат апаратите, така ние или им правиме апгрейд, или ако сме го немале, сме во фаза да го добиеме или го имаме веќе. Така да можам да кажам, навистина тоа една добра и модерна болница. Апсолутно. И верувам дека и сите пациенти кои се обраќаат до вас се задоволни и после хируршкиот третман особено. Се надеваме дека така, тие ќе кажат. Доктор Костов, на крај доаѓаме до советите. Најмногу и сите пациенти кои не слушаат и не гледаат сакаат да слушаат совети, иако не знаеме колку ги применуваат нив, меѓутоа ние често пати сакаме да им ги дадеме сите тие совети кои може да ги превенира за да дојде до вакви оштетувања на грбот и можеби и за болка во грбот. Кои совети би ги споделиле вие со нас денеска за да ги превенираме сите проблеми кои може да се случат со грбот? Тоа се генерални совети на well-being, што викаат на добро, општото добро. Значи чувајте го своето здравје. Внимавајте на вашето секојдневие. Не седете долго. На секои 45 минути, кога сте во канцеларија, гледате да станете да 5 минути, малку прошетате. Секогаш седете со грбот подпрени на наслонот на столицата, нека ви бидат двете стопала допрени до подот. Внимавајте што јадете. Храната во исто време може да биде и лек и отров. Бидете често на воздух, бидете користете ги сончевите денови, одете на планина. Меѓутоа, секој во рамките на своите можности. Внимавајте да не се префорсирате, треба да бидеме свесни во моментот колку можеме и што сакаме да направиме. Кога сме кај физичката активност, за грбот, која физичка активност најмногу ни помага за да се изајакне мускулатурата во тој дел? Совет кој што е скандинавски тип. Го таму го научив. Значи, кај нив најдобар совет кој што ќе ти даде лекарот, освен да пиеш витамин D бидејќи воопшто немаат сонце, е движење низ шума со помош на стапови. Значи, хајкинг со стапови. Тоа кај нас би било, можеме да се качуваме на водно, можеме да се движиме по парк шумата на Гази Баба, значи планини имаме доста. Планини имаме, така да качувањето, движењето на отворен воздух со стапови ја зајакнува целата паравертебрална мускулатура и всушност го прави арбетникот подолго отпорен на дегенерацијата која што е неминовна. Доктор Костов, стигнавме до крајот на нашата емисија. Некоја последна порака која сакате да опатите за сите тие што не гледа во овие моменти? Што порачаме дека секој од нас треба да се чува, а доколку маката дојде, ние сме тука. Благодарам многу што бевте дел од нашата емисија. Благодарам на поканата. Shikues të nderuar, për të gjithë ju që ndoshta keni dhimbje në kurriz apo ndoshta keni veç më të diagnostikuar një hernie diskale, ne ju sugjerojmë të vizitoni klinikën Agjibadem Sistina, ndoshta për një konsult shtesë, dhe pse jo, nëse keni nevojë për ndonjë trajtim kirurgjikal sidomos, e gjithë ekipi Agjibadem Sistina ju është në dispozicion. Ne do të shihemi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë takofshim.